Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Последните случувања околу Иран и можниот конфликт со Соединетите Американски држави ја зоврија и онакав жештената слика на Блискиот Исток, но и во целиот свет со оглед на тоа, бидејќи после иранските ракетни напади врз американски воени бази во Ирак, Соединетите Американски држави разместија нуклеарни бомбардери во регионот, со што се отвори можноста за најлошото сценарио, за можеби и нуклеарен Армагедон, за отварање на вратата на пеколот, но се чини дека после денешниот настап на председателот Трамп работите малку се смирија, но ќе видиме и дали е така. Ова е една од темите за кои ќе разговараме вечерва, а се разбира ќе разговараме за импликацијата на сето ова врз и врз нашиот регион и за нашите домашни случувања. Наши вечерашни гости се комуникологот Никола Тасев, добро вечер. Добро вечер. Универзитетскиот професор Шпетим Латифи. Добро вечер. Добро вечер. Генералот Димче Петровски. Добро вечер. Добро вечер и Благој Чатанасовски, аналитичар. Добро вечер на сите. Генерале, ајде да почнеме со вас, со оглед на последниот настап на председателот Трамп, кога сите чекаа што ќе се случи, дали ќе има воен одговор на последниот напад на Иран. Председателот Трамп најави нова серија на санкции, тешки санкции, рече, кон Иран, но исто така во исто време упати и порака дека со Иран треба да бидат пријатели, доколку се разбира Иран отстапи од сегашната политика. Кажете ми, се чини ли дека оваа вжештена ситуација некако сега деескалира? Видите, има повеќе дефиниции за војни. Една така интересна е, вика, војната е, вика, продолжеток на политиката со други средства. Ја обично сакам и да дополнам тука и секој пат велам дека почетокот на секоја војна е пораз на политиката. Значи, ако се каже дека се iscrpени сите политички средства, не е то доволно. Не се iscrpени сите политички средства. Обично, ние војниците сакаме така да кажеме, затоа што знаеме што тоа значи. Подобро е 100 години да преговараш него ли еден ден да војуваш, затоа што за еден ден може да се срушат многу работи што со стотици години се правени и тоа јас никогаш не го оправдувам. Затоа ја поддржувам се и ова сегашна понатамошна иницијатива без оглед на овие случувања што се случија сега, да се изнајде начин да се повторно преговара за одредени работи, затоа што во спротивно резултатите ќе видат многу лоши не само за Соединените Американски држави и Иран, кои би биле директно вклучени во некои војни судари, но и туку и за целиот свет. Да. Латифи, се чини дека и молест на земјите во регионот и веројатно земјите во целиот свет после настапот на председателот Трамп. Како ви се чини овој последен сет на мерки на вас? Нападот на Иран на цели американски војни цели без никакви жртви таму и одговорот на Трамп кој не е војен одговор. Се чини како некако двете страни да ги задоволија. Како да се договориле како ќе продолжи ситуацијата. Токму така, значи се виде од на самата акција на Иран дека всушност ова не е никаков воен одговор и дека немаат намера да предизвикаат и човечки жртви и поголеми штети на Соединетите држави. Чисто моје размислување е дека Иран сакаше да излезе од ситуацијата, а колку што може по малку бламирана. Значи да, убиството на генералот беше на 3 јануари од страна на американските сили во Ирак, не во Иран. Да не може би ќе се навратиме на сите детали и околностите кои што доведува до убиството на генералот на специјалните сили за надвор, така наречени КУЦ. И тоа убиство всушност ја повлече границата до каде може Иран. Според многу експерти, особено во Соединетите држави, значи тоа беше неопходен чекор
кој што американците долго време го обмислуваа, особено последните години. Значи, истиот овој дел од армијата на Иран со повеќе, значи, различни структури, меѓутоа генералот Сулеймани беше главниот последните години. Од 2003 со разни активности и луѓе, значи има низ годините извештаи каде се Иран распоредува своји сили за политика, за саботажа, за проширување на влијанието, за особено Ирак е интересен за Иран и поради нафтата, секако. Тоа е покрај Иран, кое што е исто муслиманска држава, меѓутоа од арапските држави Ирак е најголема држава со нафтени резерви. Така што присуството на Иран не само во Ирак, туку и во останатите држави, па се до Израел, ако сакате, и Палестина, Голанската висоравнина, ако се сеќавате пред неколку години, каде што исто така Иран стрела неколку проектили, неколку ракети. Тоа се случува и со Сирија, и со Ирак, и со Либан, преку Хезбола, и со Јемен, и со Јемен исто така. Тоа влијание како американците ги повлекуваат армиските сили од регионот, од Блискиот Исток, така Иран го зголемува неговото влијание и неговото присуство. Добро, ќе продолжиме со ова, само да се вклучиме. Сакам да го прашам господин Тасев, но ве молам само за еден краток одговор за ова што го спомна господин Латифи. Многу интересен момент во однос, сакам едно малку техничко прашање за вас. Во однос на нападот на Иран. Се вели дека се спукани 70 ракети врз 2 американски воени бази, дека сите ја погодиле целта и никој тоа не го негира, дури ни САД. Тие велат дека ја погодиле целта, нема жртви. Предпоставуваме дека се работи за ракети земја-земја. Можно ли е, значи 70 ракети земја-земја, знаеме какви се тие ракети, да ја погодат целта и да нема ни една жртва, освен ако базите не се празни? Значи, ова малку техничко прашање, да. Значи, видите, во било кој судири, во сите судири до сега што биле, не можете да добиете екзактни одговори за тоа. Едната страна ќе вели имаше толку жртви, другата немаше ништо жртви и така, и не очекувате некои точни податоци, и сето тоа е одел на некоја пропаганда во која се кажува да, извршени се напади, меѓутоа немаше жртви. Некој ќе каже да, извршени напади, загина толку и толку, и сега на кој како му е во интерес, така ги кажува работите. Факт е дека се испалени ракети. Што на вистина е точно, ја би сакал и јас да слушнам што е вистината точно. Меѓутоа војната нема вистина. Односно, ова не може да го третирам како војна, него изолирани напади. Ова е само, знаете, за било која војна да почне, мора да има многу причини, кои се наталожени во некое минато време, и потоа се наоѓа некој повод за да почнете. Не можете кога почнувате војна вие да кажете ние почнуваме војна заради тоа, тоа и тоа, затоа што сакаме да оствариме тоа, тоа. Никој тоа нема да го каже, нели? Ама има одредени поводи, па после тој повод служи како, нели, заради ова почнавме со тоа. Да, но генерале, доколку има 80 жртви, како што тврди Иран, веројатно дека и за САД би било многу тешко да го сокрие тој факт, доколку има 80 жртви. Самиот факт е многу тежок, да имате вие 80 жртви за еден ден, така и да сокривате и така, тоа можеби ќе се сокрива, ама знаете, тие се нечи роднини, пријатели, така. Тоа ми беше да. Затоа не треба ние да очекуваме са нити па ќе добиеме некои точни податоци. Затоа тоа е тоа. Може само мало на дополнување. Значи имаше точни статистики од загинати американски војници во Ирак од нападите организирани од силите Кудс, од иранските сили, и тоа се бројат во неколку стотина, во неколку стотици, а тоа се вкупно 20% од сите американски жртви кои што настрадале во Ирак. Повеќето од нив се од овие тренерите на Кудс силите кои што ги подготвуваат
шиитските милиции во Ирак за правење на импровизирани експлозивни направи. Самиот факт што излегува со статистика американците дека нема жртви, ние значи се спротивставуваат сега една демократска и отворена држава со една тотално неотворена и недемократска држава. Не може да се сокрие. Доколку би имало жртви, значи ковчезите утре задутре после неколку дена треба да ги носат за Америка. Самите американци би реагирале доколку би имало. И јас повеќе верувам на опцијата дека да, истрелени се ракетите, меѓутоа воопшто не била ниту намерата да убијат некого, бидејќи знаеја иранците, иако и на едните и на другите не им одговара да војуваат и да започнат нова војна. Меѓутоа знае иранците дека ако убијат неколку војници, дека тоа нема туку така да помине. Да, дека ќе мора Трамп да возврати. Тасев, вели иранскиот председател вака, многу сгрешија вели што го убија Касем Сулеймани. Тој беше брилијантен стратег, генерал, херој на иранската револуција, на иранската армија, вели се, но вели сгрешија најмногу што направија маченик сега од него. Не постигнаа ништо, туку само вели создадоа отпор во милиони срца на Блискиот Исток. Што мислите за оваа теза, нели, од другата страна? Генералот Сулеймани беше на некој начин лидер на воените сили на Иран и сите аналитичари во него гледаат за неколку години како лидер кој ќе ја преземе и ќе ја води државата. Па да, велат неофицијално втор човек во Иран, отприлика. Значи не по хиерархија, но по важност. Сега, што беше она проблемот што на американците им сметаше генералот Сулеймани? Колегата пред малку го кажа тоа, дека во сите држави на Блискиот Исток кои што се окружува околу Иран, генералот Сулеймани имаше првенствена задача, покрај тоа да ги спрема куд силите, да работи на придобивање и влегување на иранското влијание во сите овие држави кои што претходно беа сојузници на Америка и на западните сили. Никогаш Америка не кажа дека ликвидацијата на генералот Сулеймани е заради претходните напади на целите американските војници, саудиските танкери, нафтените полиња, туку најмногу заради идните активности што се планирани од страна на генералот Сулеймани и неговата стратешка единица. Тоа беше она што сметаше на западниот свет, поточно на американците. Токму и заради тоа беше ликвидацијата на генералот Сулеймани. Од друга страна, видовме една моćна држава како Иран, еден моćен народ кој што не жалеа животите, не ги жалеа за да го допрат ковчегот на генералот Сулеймани при неговиот погреб. Зошто не мислам дека ова војна, односно почетокот на оваа војна, е некаков договор меѓу Америка и Иран или раководствата на тие држави да се покаже некаква моќ секој на својата страна. Туку мислам дека и двете држави покажаа страв да направат поголем удар за да не го предизвикаат противникот затоа што знаат дека ако влезеа во една војна, таа војна ќе беше без крај, со милиони жртви и војна во која што не се само две држави па се скарале за некоја река, островче или некоја падина или шумичка, туку во овој судир ќе беа вклучени целиот регион и целиот свет. Времето колку што ќе траеше ова војна, никој не можеше да го предвиде, дури најдобрите аналитичари американци и аналитичарите иранци. Заради тоа и ударот на Иран беше насочен да покажат пред своите дека го враќаат ударот, дека се силни, но да не направат преголема штета, односно човечки жртви, за да може за Америка да го постигне токму ова што го постигна денеска Трамп, кога повика на смирување. Ја и го очекував тоа да биде направено од Америка, затоа што таа се врати на својата изворна демократија, каде што и генералот кажа дека со диалог, со разговор, се може да се реши. Колку е да траеше оваа војна? И 10 години. Повторно на крај ќе завршеше со некаков мировен договор. Добро е што и двете страни покажаа смиреност и преку диалог да го направат тој мировен
договор пред да започне војната. Да. Инаку, само уште една интересен податок за генералот Сулеймани, тоа го објави Хрватски вечерни лист, мојот колега Хасан Хајдар Дијап, кој инаку лично го познавам, бевме на едно патување заедно. Тој има неколку интервјуа направено со генералот Сулеймани, бидејќи од либанско потекло новинарот хрватски, а живее во Хрватска одамна, и се знае лично со него. И интересно е што во едно од интервјуата му потврдува генералот Сулеймани дека престојувал и на Балканот, во Босна и Херцеговина за време на војната 92 и 93 година. Го потврдува тоа. Атанасовски, дали односот на балансот на силите сега е сменет од пред акцијата за ликвидацијата на генералот Сулеймани, бидејќи САД и Иран разменија неколку удари, мислите ли дека стратешки се направи некако шифт или отприлика позициите остана исти? Прво мора да се согласам со тезите на соговорникот Тасев. Апсолутно сметам дека и САД, како најголема моќна и воено-политичка организација и земја во светот, и Иран како најголем регионален играч на Блискиот Исток, од воен аспект, од безбедносен, па ако загати од територијален и по население, заедно со Саудиска Арабија, ретерираат од првичните, како да кажам, воени судири или воени допирања, од причина што, како што напомени соговорникот, доколку се премине Рубиконот, односно доколку се почне некоја си тотална војна со нуклеарни напади, или ако, како што некои предпоставува дека може да се случи копнена инвазија на САД на Иран, како тоа што прават паралела со Афганистан и со Ирак, ситуацијата би ескалирала со несогледливи последици, со огромен број на жртви, и евентуална таква војна не би се знаело колку ќе трае, колку цивилни жртви ќе има, колку воени жртви ќе има, и од друга страна па ќе бидат вклучени во таква војна и веројатно сите околни помали и поголеми земји. Пред се тие се американски сојузници, како што се Катар, Кувајт, Саудиска Арабија, најголемиот американски сојузник и условно кажано смртен непријател на Иран. Се смета дека на Блискиот Исток најголемите противници кои го држат балансот на самиот Блиски Исток се од една страна Иран, од друга страна Саудиска Арабија, која е протеже, да речеме, на американските интереси. Така што сметам дека и иранците, и военото раководство на самата иранска држава, и американците, односно и председателот Доналд Трамп, за кој се смета дека има пред се и непредвидлив и авторитарен карактер, не би оделе со некои избрзани реакции и чекори во директен воен судир, бидејќи тоа би предизвикало огромна штета и на самиот Блиски Исток, кој онака се наоѓа во тотален хаос. Знаеме дека во Сирија се уште има граѓанска војна, во Ирак граѓанската војна или војните немири траат веќе повеќе од 15-16 години, Јемен е тотално разорен од граѓанска војна, така што тоа е многу кревок регион во однос на стабилноста. Така што ако се предизвика таков директен воен судир, освен овие, да речеме, воени реакции, како што кажа и соговорниците, си имаат историјат предходно. Значи, тоа беше рушењето на американскиот дрон, за кој се предпостави дека тоа е дело, да речеме, на ирански воено-безбедносни служби, па убиството на иранскиот генерал Касим Сулеймани, па сега одговорот е нападот на воените американски бази во Ирак. Значи, тоа се, условно кажано, некои воени одговори или воени реакции на двете страни во овој воен судир, тоа е Соединетите американски држави и Иран, за да се задоволат нивната јавност, пред се американската јавност и иранската јавност, како што можеме да следиме ние од вестите, од информациите кои ги добиваме. Значи, иранското општество беше прилично гневно. Видовме дека имало и жртви на погребалната церемонија во однос на тоа зашто нивниот воено безбедносен најмоќен човек е убиен на таков брутален начин, а од друга страна мислам дека американското општество па и не е многу расположено да САД воено почна, да речем, условно кажано, нова воена авантура на Блискиот Исток, бидејќи огромен дел од американското општество и од американските граѓани се противат на
долготрајните и вечни, би рекол, американски воени инвазии, да речеме, отварање на воени жаришта на Блискиот Исток. Да, но имаше таму и доста од тие, како ги нарекуваат, јастреби, нели, Хокс. Да, имаше, например, и Мајк Помпео, што бил на воен одговор веднаш. Да, од друга страна, например, сакам само да напоменам и да поентирам дека од стапувањето на функцијата американски председател, Доналд Трамп има исклучително негативен, да речем, и остар и омразувачки пристап према Иран, како да речеме, како еден од непријателите на Америка. Ако го следиме неговиот дипломатски и политички пат, ќе видиме дека на почетокот од мандатот тој се закануваше со воена интервенција во Северна Кореја, но потоа се случи дури да има и самит меѓу севернокорејскиот председател и американскиот председател. За прв пат во историјата на највисоко ниво се сретнале, да речеме, американски председател и севернокорејски председател, па дури имаше, нели, и посета на Трамп на Северна Кореја на таа демилитаризирана зона, но се гледа дека Трамп има некоја си нетрпеливост и огромна лична омраза, да речеме, во однос на Иран, бидејќи го напушти иранскиот договор САД, со тоа што, како што кажав, самиот Трамп, кој е авторитарен и непредвидлив карактер, не може да предпоставиме и да предвидиме како понатаму ќе се развиваат чекорите, особено што оваа година е изборна во Америка, па може и од тактички лични побуди да Доналд Трамп може и да продолжи со своите воени интервенции. Да, тоа е една од тезите. Генерале, друга работа што денеска ја кажа Трамп, што е доста интересна, што веднаш ја приметија и американските аналитичари, велат Трамп имаше еден многу чуден остар пристап кон НАТО, значи имаше доста критики таму за трошењето во НАТО, топло-ладно изјави во однос на самата организација, за денес да каже дека ќе повика на поголемо вклучување на НАТО на Блискиот Исток. Кажете ми, знаеме сите за членот 5 од повелбата на НАТО, која знаеме што значи, дека ако една членка е нападната, тука се повикува на солидарност, дека сите се нападнати. Што би значило ова за организацијата, доколку се реши поактивно да делува на Блискиот Исток, сега со целата фрагментираност која таму постои? Ако денеска приметивте, имаше изјава и од генералниот секретар на НАТО Столтерберг, која вели НАТО чека, значи, реакцијата на Соединените американски држави за да после тоа, нели, НАТО како еден голем систем продолжи врз основа на таа реакција. Членот 5 од договорот, Вашингтонскиот договор, често пати се така буквално цитира, нели, дека нападот на една или повеќе држави се третира како напад на НАТО и така натаму, што е точно во суштина. Меѓутоа, никогаш не се почнало додека самата држава која е, да рече, на некој начин нападната, таа треба да побара, да инициира процедурата, да инициира за НАТО да почне да размислува за тоа на кој начин треба да се помогне и врз основа на некој барања. Значи, видите, се додека дотичната држава не каже да го префали прашањето во НАТО и сега да биде тоа и прашање на НАТО, не може да се реагира. И овака треба да го разбереме. Има вакви во историја на не е некој автоматски систем кој така, но тоа по автоматизам не може да делува, нели, мора да има претходно еден процес на влезни информации што тоа треба, нели, што таа дотична држава, да се согледа опасноста и така натаму, и после тоа има еден процес на донесување на одлуки во НАТО и тоа ќе се донесе нека одлука на кој начин, која држава, со што и како и така натаму. Значи, тоа е една цела процедура. Не можете ви однапред да имате некои сценарија за било какви работи или на која држава што ќе се деси, па сега знаете, имаме за 1500 сценарија, па сега ќе го вклучиме тоа сценарио. Не, значи мора да се согледа ситуацијата. После тоа во НАТО се разговара и така и се донесува одлука дека на вистина во тоа и тоа треба да се помогне. Одсекуваше тој принцип тако, меѓутоа имавме ние случаи да, ете, кога фактички територија на Британија беше нападната на Фокландските овие острови и така натаму, па Британија не побара од НАТО помош, на самата се справуваше со тоа, така да НАТО самата ја водеше таа војна. Самата се водеше така и така, едноставно не процени дека треба да се солидаризираат сега земјите членки на НАТО и да тоа нешто се прави. Како сега ќе биде ситуацијата, во секој случај зависи од реакцијата на Соединените американски држави. Да. Спотим, дали мислите дека сега Иран некако со оваа
може да се каже директна конфронтација со Соединетите Американски држави, доколку остане ваквата ситуација, нели, доколку не се вжешти, некако испливува како еден од главните играчи на Блискиот Исток. Па дури и после последните маневри кои ги имаше Иран заедно со Русија и со Кина во Тихиот океан, таму имаше некои анализи, вели, дали полека вика Иран оди кон ранг на суперсила, доколку еден ден разви нуклеарно оружје. Некако, дали станува стратешки еден од главните играчи тука во регионот? Значи, не до толку. Според глобалното рангирање на светските, односно војските на сите држави во светот, Иран 2018 беше на 13-то место, а 2019 беше на 14-то место. На Блискиот Исток Иран не е најсилната држава воено, значи тоа е Израел, и како воени сили, значи Иран во своите структури има неколку директорати кои што се одговорни за шиитското или иранското, или ако сакате исламската револуција, влијание во државите. И таму спаѓаме и ние. Значи, една канцеларија или еден директорат има за поранешниот Советски сојуз, вториот директорат е за така наречените западни земји, каде што спаѓаат и земјите од источниот блок, значи и Источна Европа, а и Балканот. И тоа што го спомнавте вие пред малку со интервјуто и потврдата дека и овој генералот и останати биле присутни и на Балканот и во Босна, само го потврдува тоа. Понатаму има посебен директорат за Ирак, посебен директорат за Израел, за Либан, за Турција, за Северна Африка и за Арапскиот полуостров. Значи, Иран сака да се наметне како глобален, како глобална сила, меѓутоа да се навратаме на прашањето дали е можно да ескалира во некоја нуклеарна војна. Не, затоа што американците никогаш не би го нападнале Иран со нуклеарно оружје, а Иран го нема нуклеарното оружје, така што нема од каде да доаѓа тој напад. Меѓутоа, јас не сум воопшто убеден дека не во блиска иднина, дека било кога ќе има некој договор помеѓу се доека е власта ваква во Иран. Бидејќи ние се сеќаваме како беше од после Втората светска војна. Значи 53-та владата во Иран беше демократска, меѓутоа се случи како се вика воениот удар заради нафтените полиња кои што тогаш ги контролира британците, а им одеше во интерес на русите Иран да ги национализира, и затоа беше тој воен удар. Па дури во 79-та се случи исламската револуција. До 79-та навистина Иран беше најака држава во регионот и според оружјето кое што го имаше најмодерно. Значи дури имаше и типови на оружје и авиони воени кои што заедно со американците Иран меѓу првите ги добиваа до тогаш. И се уште ги користат. И се уште ги користат. Значи ако сега се направи една анализа, воопшто неспоредливо е. 15.000 воени авиони со 500 спрам паралела Америка-Иран. Таму имаме 2 милиона професионални војници, 40.000 оклопни возила, не знам, 24 носачи на авиони, најмалку колку се, значи да не ги набројувам сите, тенкови исто така илјадници, 6.000, мислам. Така што воопшто не може да се спореди доколку дојде до војна, кој може да биде победникот. Прашање е колку би траела војната, дека ние видовме дека и со ИСИС, која што беше една многу чудно творештво како организација, како структура, па траеше таа војна неколку години доека да се проблемот со Иран е што постојано регионот го пробува да го дестабилизира, значи Блискиот Исток, меѓутоа не е само целта на Блискиот Исток. Значи како што ги спомнав и останатите држави каде што има интерес. И проценката е дека во сите овие држави има, ако не повеќе, барем по 10 офицери воени
кои што на еден или друг начин, толку колку што можат, се обидуваат тоа иранско влијание да го прошируваат. Најголема закана во регионот е за Израел, бидејќи они постојано потврдуваат дека Израел треба да се избрише од светската мапа и така натаму, што е само по себе голема опасност не само за Израел. Голема опасност е за целиот свет, затоа што ако имаме една војна во Блискиот Исток, како што се навикнавме изминатите години, значи ние знаеме дека тие ефекти ги осеќаме и во Европа, и во останатите континенти. Значи, се уште ние се занимаваме со прашањето на бегалците од Сирија, на бегалците од останатите држави, па дури од Северна Африка, кои што се обидуваат да транзитираат кон Европа и преку нашите коридори. Така што ние и текако сме засегнати и со војна нова една во Блискиот Исток, меѓутоа и без, доколку тоа иранско влијание постојано се обидува. Затоа јас сум оптимист дека со оваа реакција, која што ја нацрта, ја повлече црвената линија до каде може Иран, дека навистина они малку ќе се смират и ќе почнат малку потрезвено поинаку да ја терат политиката, бидејќи самото повлекување од договорот за против пролиферација на нуклеарно оружје не значи дека Иран сега може да прави што сака, бидејќи сепак е под наблюдување на светот, на светските сили, на најодговорните, тука и НАТО секако. Само мала дигресија сакам да направам, видов, бидејќи денеска се врати во Скопје, видов дека имаше од Албанија, од Косово, ако не грешам, немаше никаква званична реакција или соопштение од нашиот државен врв по однос на овој ракетен напад од страна на Иран Јас не видов дека има, против американските сили. на интервју на Дане Талески. Ние како држава сме должни, ние за неколку дена, недели, ќе станеме и членка на НАТО. И да не сме, ние со години сме партнери на НАТО. Наши војници има во тие држави. Така што еден напад против американски војници во секој случај може да значи и напад против наши војници. Така што и поради ова и поради многу други причини ние сме должни барем да имаме едно званично соопштение или реакција од државниот врв дека да се осуди тој напад. Околу ова има различни ставови. Еве, Тасер, ќе ја прашам за вас. Мислите ли вие дека требаше официјално, формално да реагираме или не, бидејќи прочитав различни мислења. Едни велат дека Македонија како мала држава нема потреба да се меша во овој глобален конфликт, дека не сме повикани, но тука е и ставот на професорот Латифи дека сепак во однос на нашето сега влегување во НАТО дека треба. Што мислите ви? При партнерството помеѓу две држави или помеѓу 15 или 30 држави како што е НАТО, организацијата, не постојат мали или големи држави. Постојат држави. Без разлика Македонија дали е мала држава или голема држава. Нападнат е сојузник на нашата држава. Без разлика што се уште не сме официјален член на НАТО. Ние сме партнер на НАТО, партнер сме на Америка, Америка има со нас стратешко партнерство. Требаше македонскиот државен врв да испрати реакција. Затоа што тоа наша обврска, од друга страна, ако ние сега не испратиме некаква реакција, што би утре очекувале, доколку ние имаме сличен проблем, нашите партнери да испратат некаква реакција или доколку имаме потреба да ни помогнат. Нашата реакција нема толку во голема мерка да значи некоја било каква помош према Америка, но од друга страна човечки е, партнерски е да се реагира и да се понуди помошта. Да се надоврзам на ова колегата што збореше околу смирувањето на односите во Блискиот Исток, односно помеѓу Америка и помеѓу Иран. Јас не верувам дека таму ќе има смирување. Не верувам дека ќе има и преголема ескалација. Од 79-та година навам, од револуцијата, особено по настанот кога беше нападната америчката амбасада во Техеран и кога 440 дена, мислам дека беа држани околу 80 американски државјани како заложници, таму злото е посеано. До таа 79-та година Америка и Иран беа соработници. Соработуваа, заедно се развиваа и си помагаа.
После таа револуција, после тој настан и нападот на америчката амбасада во Техеран, таму е злото посејано и таму веќе не може да има смирување. Каква и власт да дојде во Америка, каква и власт или режим да дојде во Иран, народот во Иран не може да смисли соработка со американците. Па колку и таа да е добра соработка, и постојано ќе имаме овакви настани. Некогаш повеќе, некогаш помалку, некогаш смирени, некогаш ќе има разговори, некогаш ќе има некаква соработка, но никогаш таму нема да имаме комплетно смирување и воспоставување на некаква соработка како што имало до пред 40 на години. Да. Добро, Атанасовски, веќе дојдовме, некако се префрливме на наш терен, ние, што знам, за можеби за месец дена ќе станеме и полноправна членка на НАТО, Шпанија состави влада. Мислите ли дека полека кај нас јавноста ќе станува се повеќе свесна за тоа што всушност значи НАТО, бидејќи не се секогаш само придобивки, туку се и вакви тензични моменти, доколку сега ќе треба да испратиме некој контингент војници во Ирак, можеби таму каде што постојат бази, ќе станат ли работите малку посериозни сега? Апсолутно треба да станат, бидејќи НАТО е најмокната воено-политичка организација во светот, но исто таа значи и организација на солидаризација со секоја земја членка, како што напоменаа соговорниците. НАТО организацијата има еден така наречен свет принцип, односно според членот 5, секоја земја членка која евентуално би била нападната од некој надворешен непријател, тогаш треба да се солидаризираат сите останати. Значи, како што напоменавте и вие, освен тоа што ние имаме придобивки со нашето веќе известно членство во НАТО, придобивките пред се за конечна стабилизација на Македонија на едно немирно подрачје како што е Балканскиот полуостров, како што сме свесни сите, и Балканскиот полуостров не толку одамна беше зафатен со крвави војни, граѓански војни. Цело време лепдело прашањето за територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, па така да мислам дека нашето членство во НАТО од аспект на целосен гарант на територијалниот и унитарен карактер на Македонија е добре дојдено, бидејќи ние и немаме некоја си условно кажано надворешна закана по нашата безбедност или нашиот територијален интегритет како што имаат балтичките земји. Тие се членки на НАТО поради страф од воена агресија од Русија, да речеме, но нашето членство во НАТО е од сосема други политички и безбедносни причини, но како што кажавте и вие, ние апсолутно треба да бидеме сериозни покрај тоа што сме една од помалите земји членки на НАТО, да бидеме сериозни и да бидеме свесни дека во еден турбулентен период како што е човештвото и со сите тие настани на Блискиот Исток, со сите тие војни жаришта кои се отвараат на Блискиот Исток, каде што НАТО е директно инволвирано преку најмокната земја членка на таа алијанса која е лидер, тоа е САД, но и сите други сојузници Велика Британија, Франција и Германија, ние апсолутно ќе треба да дадеме и наш придонес преку наше учество, наши воени мисии, и од тука па натаму ние треба да сме свесни како треба да реагираме. Апропо на тоа што го поставивте и прашањето, значи ние не треба да калкулираме дали да даеме некој официјално соопштение од нашиот државен врв во однос на тоа што се случува, бидејќи по создавањето на владата во Шпанија се очекува во секој момент, значи прашање на време ние кога би станале полноправна земја членка на НАТО, и после официализирањето на нашето полноправно членство во НАТО, ние треба веднаш да почнеме да се однесуваме како таква полноправна земја членка на НАТО и активно да партиципираме во сите ситуации во кои ја тангира таа алијанса од која ние постануваме дел, особено што примерот на Македонија и примерот на членството во Македонија е многу специфичен, асиметричен. Ние знаеме дека 10 години имавме вето за да станеме член на НАТО, го подпишавме тој преспански договор, значи ние имавме, како да кажам, една огромна желба на нашето општество и плативме, да речем, условно кажано, не толку добра цена, како да се изразам, значи ние, условно кажано, жртвувавме
го жртвувавме нашето уставно име за да влеземе во таа воено-политичка организација и од тука ние треба апсолутно да се однесуваме како рамноправен член и да ги ползуваме и сите бенефити кои ги носи таа воено-политичка организација, но и да ги превземаме сите одговорности. Затоа што и нашата влада е многу мераклија на правење селфиња. Ако ништо друго, може ја барем главните министри и премиерот да се сликаат со шлемови покрај еден топ и да направат селфи да искажат подршка. Добро, генерале, велат има една пословица, вели на маката се познаваат јунаците, кога е добро се лесно е, нели, но во вакви, да речем условно кажано, густи моменти треба да се знае како да се делува. Сакам да ја прашам нешто за НАТО, бидејќи тие дилеми околу тоа дали ние требаше да влеземе или не требаше, цело време нели се врте, иако во јавноста секогаш постоеше недвосмислена поддршка за членство во организацијата и таа се уште постои, но во вакви моменти се постава прашањето, вие што мислите, што е подобро, да бидеш членка на таа воена организација и тогаш да треба да делуваш доколку треба да се прати војска, стануваш легитимна цел на некој начин и ти како држава, нели, но од друга страна доколку не се членка нема да бидеш легитимна цел, но нема да имаш никаков безбедносен чадор, ќе бидеш оставена како земја така на ветриштата на случувањата. Што мислите сега вие, што е подобро тие две опции? Видите, легитимна цел можете да бидете секогаш. Дали сте членки на некој сојуз или не сте, тоа не може да знаете сега, ако сте. Значи сега не се знае од какви некои интереси некоја држава нас би не нападнала. Тие се обично дилемите околу членството. Не, на тие тоа воопшто не се дилеми. Видите, една држава за може да се развива, да биде безбедна, стабилна и така натаму, мора да ствара пријатели. Тоа не само за државите, а и за луѓето велам. Луѓето мора да стварат пријатели. Стварај пријатели, што помалце непријатели, нели така? Секогаш кој имаш поише пријатели е многу подобро него да имаш непријатели. Ма се затвори сами од себе си и така. Едно време, нели, кога се нашата држава самостојуваше, па велиме, нели, сега беше дилемата дали ние добро е да бидеме неутрални или да бидеме вакви такви. Да, тие се тие дилеми, да. Ајде, вие може да се декларирате колку сакате дека сте неутрални, ама тоа не е само до вас. Дали некој ќе те признае као неутрален? Значи, тоа е сосема други геостратегиски состојби и така натаму. Значи, вие мора да стварате некои пријатели така да градите вашата стабилност. И сега, тоа се одредени проценки на државата и ние од почеток сме рекле дека наш стратешки интерес е да влеземе во НАТО, во Европска унија и така натаму, со што цениме дека се зајак на безбедност, така не си така натаму. И нема тука двојба, дали сме ние таму или не сме таму. Тоа не значи дека сега со другите ќе бидете непријатели, што не точно ни еве се ќе станеме земја членка на НАТО, ние пак ќе остваруваме некои трговски врски со други земји кои не се во НАТО и така. Тоа не смета ништо. Знаете, јас вакви прашања хипотетички си поставувам. Што би било кога сите држави на светот би биле членки на НАТО? Можно ли? Тоа би било супер, нели? Теоретски. Да. Ајде да работиме, нека биде, не мора се вика тоа НАТО, нека се вика сите во светот држави ќе се соединат, еден сојуз ќе има и нема шанси војни да има, него ќе развиваме нешто друго. Но би требало сите држави да делат исти вредности. Сега видите, и затоа сега она преска, ја само кратко ќе кажам за ова. Дали Иран тежне е кон тоа да постане суперсила, едно друго. Видите, за одредена држава да биде суперсила мора да задоволи три основни услови. Прво да има територија, второ да има народ и трето да има развиен военно-индустријски комплекс. Многу повеќе држави у светот имаат таму, имаат и територија, имаат и народ, ама ова трето не бива. Знаете, за да можете вие да бидете суперсила, мора да имате многу развиен военно-индустријски комплекс со кој вие ќе бидете над другите во тоа. Знаете, само земете ја споредбата. Сега Соединените американски држави на годишно ниво издвојуваат 750 до 800 милиарди долари
Знаете, некои држави не остваруваат ни бруто домашен производ толкова, камоли само за војската тоа да го прават. Затоа, знаете, едно се желбите, друго се можностите. Не? И затоа, знаете, некој кој ќе почне така да има амбиции некои големи, а занемари некои суштински работи, тоа е некој авантури во кој не треба да се оди. И дисбаланс, значи треба да се баланс помеѓу желбите, потребите и можностите. Добро, ајде малку да се полека се префрламе на наш терен во однос на ратификацијата за НАТО. Латифи, се чини дека некако имаме тука една дисонанта меѓу цело време меѓу државното раководство, меѓу председателот на парламентот, меѓу владата. Па денес еве гледам председателот на парламентот Талат Џафери вели нема потреба од рана ратификација. Нека помине во Шпанија. Ова што се случува во Шпанија се чини дека ќе иде на редовна и се чини дека господинот Џафери цело време има некаков условно кажано отпор кон таа рана ратификација. Тој и рече дека тоа според него и не треба да се прави и ово она. Од друга страна владата веќе тоа го помина, го стави таму на дневен ред. Кажете ми, зошто вакви дисонанти за волку важно прашање? Значи 30 години чекаме да станеме членка на НАТО, значи не е нешто. Колку 40? 30, кажав, 30. Не толку. Не толку. Зошто нема јасен став за ова на државата? Мислам, што е сега толку проблем? Затоа што секоја институција функционира, претпоставам, независно и доаѓа до израз малку и желбите им се брза. Каде сме чекале 30 години, значи луѓето ептен го изгубиле трпението и сакаат да го повториме преседанот со Црна Гора или со која држава беше да се ратификува во собранието пред останатите држави членки да го ратификуваат, што и да е така, не сум правник, не можам да дадам суд. Едно е јасно од политички аспект, тоа е дека се постигна договор за шпанска влада и се друго е техникалија. И навистина е ствар на неколку недели. Најверојатно до 12 февруари Шпанија ќе го такви беа и гаранциите дури на самитот во Лондон дека Шпанија доколку постигне договор за влада, што беше изгледано дека ќе постигне, сега веќе постигна, дека сето друго, значи мора таму да помине на нивна влада уште еднаш, бидејќи ова нова влада, па да оди во долниот дом на шпанскиот парламент, прво комисијата, па пленумот, па горниот дом или сенатот. Значи тоа е се работа на денови или недели. Така што вака или така ние де факто сме членка на НАТО, де јуре, ако не до крајот на јануари, почетокот на февруари сигурно тоа ќе станеме додека се испрати протоколот за пристапување. Така што тоа е техничко прашање. Колку им се брза на луѓето, ако ме прашате мене, вчера требаше да бидеме членка на НАТО. Да. Добро, мислам дека тука некако доаѓа до израз нашите. Само што прашањето што го поставивте се поретко се поставува и дај Боже да престане да се постави дали ние треба да бидеме членка и кои се придобивките и што губиме од членството во НАТО. Значи да не правам карикатура и да не го вулгаризирам прашањето до тоа ниво, меѓутоа ќе кажам дека не губиме ништо, а добиваме многу. Да, тоа отприлика се најчесто и објаснувањата на надлежните. Тасев, ајде полека да се префрлиме, мислам дека едва и чекате да дојдеме малку на наше домашно политичко ниво, кога сме кај НАТО. Има, ајде да се изразам, чудни, мешани сигнали кои доаѓаат од опозицијата во однос на ставот за тоа прашање. Значи, кога кажам чудни и мешани во однос на тоа што кажуваат и во однос на тоа што прават, ќе разговараме малку повеќе за тоа, но ајде прво едно генерално прашање. Мислите ли дека ќе дојде до промена на државниот курс во однос на НАТО, на западните сојузници, на прозападната ориентација на Северна Македонија доколку ВМРО ДПМН состави влада? Доколку ВМРО ДПМН состави влада, нема сила што може да го смени курсот на Македонија. Едноставно, тој курс према Запад е зацртан од почетокот од осамостојувањето на Македонија. Значи, не само ВМРО ДПМН и било која друга партија да дојде во Македонија да формира влада, тој курс е зацртан.
кон Запад, таму е нашето место, но градиме односи со сите останати држави кои што не се дел од тоа западно семејство. Колку и да сака некоја партија тоа да го промени, не може. Курсот на Македонија и местото на Македонија е таму, во западните земји. Сега проблем е колку они западните земји не сакаат нас. Значи, многу е битно да го добиеме тој датум на преговори. Не е битно кој е во владата, дали е СДСМ, дали е ВМРО или некој трет. Битно е да се избориме и да го добиеме тој датум за преговори и што побрзо да ги поминеме тие преговори, да станеме полноправен член на Европската Унија. НАТО е завршена приказна. И тука сме завршиле голема работа. Но придобивките доаѓаат и од Европската Унија. И тоа треба да го изработиме. И тука нема луксус некоја партија да мрда лево или десно. Правецот е тој. Европска Унија, НАТО. Да, но кога зборуваме за ова и за тоа што се случува, знаеме дека цело време зборуваме за влијанието на Русија на Балканот, како најчест пример ја зема Црна Гора, но и нас се разбира. Кажете ми, пред да ве прашам вас, сакам генералот, бидејќи прашањето е поврзано и со вашата професија, значи со назначувањето на министрот за внатрешни работи, кој го направи господин Мицковски, со активен полковник, да биде начело на Министерство за внатрешни работи, некако кога да се вративме во времето од 89-та година, кога воени лица беа министри за работи, министри за внатрешни работи и за одбрана, ми се чини дека тоа е и против пишани или непишани стандарди во земјите членки на НАТО, каде што активни воени лица не се стават на такви цивилни позиции. И дека ние таа пракса оддавна ја напуштивме. Не се работи за тоа. Значи, на страна со останата не изборувам, да. Зошто да не виде дали е војно лице или активен полицаец, секој може да биде и така. Натом тоа е се нормативно, правно регулирање во одредена држава и секоја држава на свој начин тоа си го уредила и така натаму. Прашањето е кога веќе имаш нормативно правни акти, нели такви како што имаш, тоа треба да се почитува. Са дали ја лично се слагам со тоа, може да ми кажам се, лично дека воопшто не се сложувам со тоа. Да мора да поминат 3 години некој војно лице или полицаец да нели биде цивилно, што ќе смена тие 3 години? Нешто во умот на тој човек, во менталниот склоп ќе се промени? Не е така. Проблемот е во тоа, значи, треба да се научиме, еднаш ако веќе донесеме некои закони, мора да ги почитуваме. Значи, ние има најголем проблем, ми се чини, кај нас уназад од кога се осамостоивме, носиме закони, а се бараме некој начин да ги заобиколиме или да нешто направиме поинаку што не ни одговара и така. Многу едноставна е работата. Парламентот нека донесе закон, нели пратениците ќе донесат, од утре тој закон и ќе го почитуваме. Ако сакаме да го измениме, ќе поднесеме иницијатива за измена, па од таму во законодавниот дом и таму ќе стои нема 3 години, нека одма може да биде и како активен. Јас во тоа гледам некои проблеми, иначе далеко од тоа дека и луѓето што се и во армијата, и во полицијата, и во цивилството, има кадарни луѓе, нашава држава има способни луѓе да водат институциите, работата е во пристап. Добро, генерале, некаде ми се чини дека прочитав дека постои, не знам сега дали е тоа формално правно некакво правило во НАТО, дека униформирани лица не се поставуваат на такви цивилни позиции, дека тоа е пракса која постоела во Варшавскиот сојуз, во комунистичките земји, каде што генерали биле министри за одбрана или за внатрешни работи, дека тоа е пракса која не се прави во западните, не само членки на НАТО. Пракса е една работа, нормативно правни работи се друга работа. Значи, зошто да не може, не е работата, што ако генерал биде нешто, или полковник, или подполковник, или небитно на некоја функција. Ако дојде некој лице без оглед од каде доаѓа на некоја функција во државата, неговата работа е детерминирана со нормативно правни акти. Не може сега да измисли нешто ново надвор од нормативно правните акти. Па дали ќе дое воено лице или ќе дое цивилно лице, законот за одбрана е тој и законот за внатрешни работи е тој или не знам што таму понатаму. Значи он законски треба да работи. Значи ја не гледам во тоа никаков проблем. И што е сега работа
Има многу земји во светот каде што исто така се и министри на одбрана, генерали и од полицајци и така натаму. Не знам дали ме разбирате, не е во тоа проблемот. Работата е за да кога стално велиме нели правна држава, правната држава е нели кога е се регулирано сите односи помеѓу луѓето, институциите и помеѓу институциите луѓето се регулирани со одредени прописи кои ние ги викаме закони. Работата е кога ќе дојде одредена власт како состојба во практикувањето на власта да применува веќе донесени закони. А ако нешто не е добро, да иницира измени. Значи, ако така се научиме да работиме, нема никаков проблем. Ние сакаме сега да драматизираме одредени состојби, нели, со некои непотребни работи. Па, знаете, сега вика, и порано било така, не е тоа работата. Имало, и секојаш имало одредени остапки и така натаму. Време е да почнеме да работиме законски. Атанасовски, второто лице назначено за министар за внатрешни работи, Наке Чулев, бил директор на Агенцијата за разузнавање долги години, мисли че од 2013 до 2017, колку што ме држи меморијата, но интересно е дека за време на неговото директорување во агенцијата се случува диво населје и се случува претходно нападот на караулата на Гошенца, каде што е одземена поголема количина на оружје. Сега гледам дека ниту власта не зборува нешто за тоа, ниту го спомнуваат како настан, но факт е дека Агенцијата за разузнавање е орган кој е директно да речеме одговорна за тие надворешни закони во тој момент кои дошле од Косово. Во тој безбедносен настан. Мислите ли дека сега господин Наке Чулев е он со одреден кадар за министар за внатрешни работи? Знаете што е големиот проблем во нашата држава кој се провлекува во изминативе 30 години, што за жал тие сфери, тие области како што се разузнавањето, безбедноста, полицијата и армијата се пополнети со партиски кадри или луѓе кои се професионалци, но инклинираат кон едната или другата политичка опција. Сега кога се случува ние да имаме еден вид на така наречена техничка влада, каде што пред изборите 100 дена треба да имаме технички министер предложен од опозицијската партија, ние веднаш реагираме бурно, односно одредени кругови од власта и од општеството си го поставува прашањето дали тој технички министер ќе биде исклучиво во служба само и само на партиските интереси и цели и ќе работи само за интересите на партијата. Значи јас во своја неодамнешна колумна Добро, имавме, се извинувам, флагрантен пример, неодамна еден од техничките министри имаше партиско знаменце во канцеларија. Значи, трагедијата е и за сите јавни функционери. Они мора да разграничат дека кога стануваат јавни функционери, кога ќе ги напуштат своите партиски простори, тие од тука па натаму треба да служат на интересите на сите граѓани, на целото општество и на државата како целина, без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Тие се јавни функционери, тие се министри на сите граѓани, не треба граѓаните да ги делат по партиска основа. Значи, јас, како што напомена во една колумна, го поставив прашањето. Значи, ние 30 години имаме парламентарна демократија, во која немаме минимум доверба меѓу политичките ченители, политичките елити во нашата држава да се договорат како да се спроведат едни избори, немаме ние минимум доверба во спроведувањето на изборниот процес. Затоа и се случи така наречената пржинска влада, затоа и се случи така наречениот пржински договор, со кој се имаме ние вкрстување на кадри внатре во Министерството пред се за внатрешни работи, кадри кои инклинираат и кон едната и кон другата политичка опција, за да може меѓусебно да се контролира и истиот изборен процес да добие легитимитет и кредибилитет и да не биде оспорен. Значи, ние се случуваше кај нас перманентно да се случуваат политички кризи од проста причина што институциите на системот и самото Министерство за внатрешни работи беа брутално партизирани, беа узурпирани од политичката партија која во тој момент била на власт и тие кадри кои требале професионално, стручно, совесно, значи не партиски, не пристрасно да ги спроведат изборите според закон и според устав, сите тие органи, да речеме, на државната управа кои ги спроведува изборите, апсолутно да ги
манифестираат изборните резултати во корис на предсевладеачката партија. И затоа се случува бойкоти на избори, затоа се случува непризнавање на резултати, затоа се случуваше најава, да речеме, за неучество на избори, и така како перпетум мобиле се случуваше во Македонија цело време да се создаваат политички кризи. Сега се поставува прашањето дали овој модел на пржинска влада е добар, бидејќи трае предолго. Трае 100 дена. Значи, ние гледаме дека од првиот ден на формирање на пржинската влада имаме постојано меѓусебни обвинувања во институциите, во министерските ресори, каде што имаме представници од власти и од опозицијата, за меѓусебно кршење на закон, меѓусебно обвинување за партизација, и целата енергија, место да се насочи кон организирање на еден фер и демократски амбиент за организирање на изборите, каде што ќе се признае легитимитетот и кредибилитетот на изборните резултати, 100 дена ние ќе бидеме насочени кон тоа кој е тој што манипулира, кој е тој што поставува сопки. Значи, и овој модел има еден вид институционален фелер. Ние не може да созрееме како општество и не созрееме како општество каде што самите институции на системот во кои работат, како што кажа, 30 години професионалци, треба да си ја работат стручно и професионално сопствената работа, и каде што сите политички актери, политички чинители ќе имаат доверба во тие луѓе кои и тие кадри кои ги пополнуваат институциите на системот, и кога ќе заврши изборниот ден, сите политички чинители и сите учесници во политичкиот надпревар да имаат доверба дека изборниот процес и самиот изборен амбиент и на денот на гласање и во предизборието бил апсолутно фер, коректен, и дека на тој начин ние сме добиле израз на волјата и легитимитетот на граѓаните. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами. Ми сигнализираат од режијата веќе некој период, се враќаме брзо во студиото. Да, се враќаме во студиото. Тасев, отприлика сега почнуваат да се назираат и некакви предизборни, постизборни коалиции, не знаеме се уште. Кажете ми, вие очекувате ли после овие избори да има различни поместувања од овие што се сега констелации на овие коалиции кои постојат сега? Прво, сакам да се надоврзам пред да збориме за тоа. Пржинската влада. Пржинската влада и 2016 година се покажа и сега дека тоа не функционира како модел. Што имаме? Имаме ситуација кога во некои министерства имаме дуплирање, министер од едната партија, заменик од другата партија или обратно. И ако тие луѓе се поставени таму да работат за доброто на министерството, за доброто на државата и да овозможат услови за изборен процес демократски, ние имаме ситуација кога се однесуваат како да се во два ровови. На едната страна имате знакче од СДСМ, на другата страна знакче од ВМРО, и ги дели само една просторија и една секретарка. И наместо да седнат, да си направат муавет, да постават начин на работење, имаме ситуација кога заменикот излегува пред министерството и дава изјава, па после 2 часа излегува министерот со изјава. Зашто ги плаќаме тие луѓе? Зошто ни е ваков концепт на пржинска влада и тоа 100 дена? За на некои луѓе во биографијата да им стои дека биле министри или дека биле заменици министри. Што работат тие луѓе? Тој концепт не функционира. Значи, мора да се најде некој друг концепт за некои следни избори. Мене ми е безсмислено заменичката или заменик министер во Министерство за финансии да нема право да добива информации поврзани со работата на Министерството, доколку тоа не го одобри Министерката за финансии. Па зошто е таа жена заменик министер таму присутна, за да зима плата, за да стои во биографијата дека била заменик министер, или за да работи нешто? Истата ситуација имавме пред неколку дена, кога заменик министерка за информатичко општество излегува пред Министерството држи пресконференција, а потоа од страна на министерот или од страна на СДСМ имаме одговор на тоа што го кажала заменичката министерка. Па се гледаат ли тие луѓе во министерството? Министер и заменик министер. А би требало теоретски да работат заедно. Па за тоа е и осмислена пржинската влада.
за да работат заедно. Што се однесува до вашето прашање околу предизборните коалиции, не очекувам некои големи промени. Ми се чини дека СДСМ ќе форсира на голема предизборна коалиција како што беше на председателските избори. Не верувам дека ќе успее сите партии што и беа дел од таа коалиција да ги задржи за парламентарните избори, особено што со некои од тие партии соработуваше и 2016 и 2017, но кај најголем дел од тие партии СДСМ не испорача ништо од договореното. Договореното од една страна за некакви позиции на кадри квалитетни што ги имаат тие партии. Од друга страна, настапите кои ги гледам во ВМРО ДПМН, не верувам дека и тие ја научија лекцијата, дека е подобро да направат поголема коалицијска група за да освојат што повеќе пратеници, туку мислам дека и тие ќе успеат да ќе гледаат да задржат сегашната коалиција без да вклучуваат нови партии. Знаете како е? Кај нас пред сите избори партиите, особено поголемите, секогаш гледаат, ако е можно што помалку да дадат на помалите, затоа што помалите не вредат, а всушност помалите се тие кои што одлучуваат која коалиција ќе добие. Да ве прашам уште едно прашање, само да ве искористам, бидејќи на некој начин на ваш терен читав денеска колумна од Никола Тодоров, екс-министрот, кој зборува за дека е време за трета опција. Во колумната не кажува тој конкретно која би била таа трета опција, што би била, но зборува генерално за потребата од трета опција. Долго време се зборува за некаква нова партија од тој десен политички кампус, токму и господинот Тодоров се спомнува како дел од таа партија, се спомнуваше и господинот Митко Јанчев, и тој самиот исто зборуваше дека доколку Мицкоски продолжи вака, дека не исклучува да се оформи друга партија. Верувате ли во такво можеби сценарио или е веќе доцна за тоа? До изборите нема толку време да се оформи уште еден таков десен политички субјект од кадри кои произлегуваат од ВМРО ДПМН. 2016 година се направи една таква десна коалиција. Но сега не зборуваме за коалиција, туку и за нова партија. И на овие избори, мислам дека е касно да се направи, особено затоа што веќе во тој десен блок има појавено неколку нови партии за разлика од 2016 година. Познавајќи ги личностите кои ги водат тие партии, има 7-8 партии во десниот блок или партии во најава кои што сега во наредниот период ќе се прават. На некој начин, познавајќи ги личностите кои се во тие партии, не верувам дека ќе се направи некаков блок и од тука не мислам дека тој трет блок ќе се направи туку така, затоа што нема време за тоа. Тоа требаше да се направи пред година или пред 2 години, за да може да се расшири идејата за потребата за третиот блок. Иако идејата за потребата од третиот блок постои веќе 15 на години, но постојниот систем, изборен, со 6 изборни единици, не остава простор да таа идеја од кога ќе се роди да заживее, затоа што ќе трае до првите избори. Таа трет блок или таа нова партија може да освои 35 и 40.000 гласови на крај да заврши со 0 пратеници. Нереалниот, нечестниот и недемократскиот изборен систем што го протежираат двете големи партии не дозволува формирање на трет блок или на трета партија. Па без разлика кој да ја направи, нема да успее додека не се смени овој изборен систем. Латифи, Алијансата на Села Бесана Касами, алтернатива на Гаши, вела дека се до чекор, до предизборна коалиција. Значи, и на минатите избори слушавме за таква некоја сценарија, но никогаш не се осваруваше. Мислите ли дека доколку успеат да оформат некоја заедничка коалиција, дека ќе бидат сериозна закана за ДУИ, бидејќи последната анкета на што беше објавена покажува дека сите тие
условно кажано албански партии, без разлика во власт и опозиција, имаат отприлика сите заедно рейтинг колку што има ДУИ. Но доколку успеа да направат заедничка коалиција, мислите ли дека би зајакнале, би биле некаков опонент? Па да, по правило и поради тоа што веќе и претhodно беше кажано дека самиот изборен модел во Македонија ги протежира големите партии, така што колку е поголема партијата, пропорционално и шансите растат за да има повеќе и поголем број на пратеници, така што само логички е заклучокот дека ако повеќе помали партии се здружат и шансите за сите нив поединечно се зголемуваат. Значи, апропо тоа, да, верувам дека ако се постигне некаков договор помеѓу поголемите партиите што ги спомнавте вие од опозицијскиот блок, кои што не се сите опозицијски, алтернатива сега е дел од власта, меѓутоа како и да е, значи ако тие три партии се договорат за предизборно коалицирање, дека може да представуваат опасност по однос на ДУИ. Не само тоа, значи тоа е разликата помеѓу политичката слика и сликата кај политичките партии кај албанскиот електорат визави македонскиот електорат, иако и ваму и таму има повеќе партии, меѓутоа кај македонскиот блок на партии две се големи партии и останатите со по 15 гласови. Ваму разликата е поинаква, значи ДУИ е единствена која што долго време е убедливо пред сите останати и тоа што и ДУИ постојано го бара, иронично или не, од самата опозиција да се здружат за да нудат еден поголем квалитет за самите избирачи, за да не го расцепкаат и гласачкото тело, со што навиду ми се намалува бројот на пратеници кои што тие партии го добиваат. Така што ние видовме дека изборниот модел не се смени, останаа 6 изборни единици, остана и дискриминацијата во однос на некои од изборните единици, ако се гледа според бројот на гласачи, кој што ја надминува разликата која што е пропишана со закон, колку смее да биде разликата во гласови помеѓу две изборни единици, меѓутоа ни таа работа не се надмина за жал, така што генерално во мали општества и особено каде што и гласовите се уште на некој начин поделени по етнички заедници, исто мислам дека било кое окрупнување од едниот или другиот блок може да им оди во прилог на самите гласачи. Да. Атанасовски, интересен оној фамозен концепт на создавање на постизборни коалиции на победник со победник, кој беше нарушен во 2016 година и знаеме за сите турбуленции и кои настана поради тоа, но неодамна господинот Али Ахмети прашан за тоа, вели дека тој е сепак повторно за тој концепт, вели дека не треба да се напушта, значи многу интересни ставови. Се сеќаваме на она една последна изјава на господинот Груевски, додека уште ми се чини дека уште тогаш беше тука, но не се сеќавам дали уште беше на функција или не, беше председател на ВМРО-ДПМН, секако не знам дали беше премиер, која рече уште еднаш ако ми дојде мене Али Ахмети во ВМРО-ДПМН, дури малку и вулгарно се изрази да бара коалиција, што ќе му се случи, но мислите ли дека сега каков ќе биде ставот на ВМРО-ДПМН, особено после овие најави на здружување на албанската опозиција, доколку таму се создаде некој кампус на гласови, мислите ли дека сега ВМРО-ДПМН ќе го напушти тој принцип и можеби ќе направи коалиција со вториот победник во албанскиот блок? И ќе се повика на последното искуство. Така е. Јас во сите мои настапи апсолутно секој сум бил главен противник против тој така наречен модел на формирање на влада во Македонија со така наречениот победник во македонски етничкиот албански блок, бидејќи тоа на практика и де факто создаваше федерализација на целокупната политичка клима и политичкиот систем на Македонија. Главно протеже на тој модел беше ДУИ после изборите 2008 и тој што го прекрши тој модел и тој што го напушти тој модел, исто така беше самата политичка партија ДУИ и нејзиниот лидер нормално Али Ахмети после изборите 2016. Исто така постои уште
уште поинтересна изјава од самиот Али Ахмети, каде што вели дека победничката партија кај етничките албанци во Македонија задолжително мора да биде дел од власта, бидејќи албанците се сепак и покрај тоа што се нели конститутивен народ во Македонија после 2001 година, сепак се помала етничка заедница и тие мора да бидат представени од победничката партија, а тоа не мора да важи кај македонците. Значи дава човекот изјави како не му одговараат, веројатно сметејќи дека тој по секоја гледна точка би бил победник. Од друга страна, јас мислам дека клучни ќе бидат бројките, доколку евентуално се случи ВМРО-ДПМН да биде победничка и прва партија која ќе освои најголем број на мандати, и доколку има бројка од пратеници со условно кажано обединетата албанска опозиција или тој блок од тие три партии кои беа споменати, Алијанса, БС и Алтернатива, тогаш апсолутно сметам дека ниту треба некој да ги спречи, ниту да има некакви најави дека ВМРО-ДПМН мора да прави влада со условно кажано победничката партија ДУИ. Значи тоа важи и за СДСМ, тоа важи и за СИТ, бидејќи како што напоменав, тој модел ја федерализира, ја интеграција прави на Македонија. Не е ДУИ политичка партија Демократска унија за интеграција, туку создава дезинтегративен процес. Едноставно, во Македонија се создава политички коалицијска влада, како што е по устав, тој што има мандат од собрани 61 пратенички подпис и на тој мандатар кој го добива мандатот од претседателот по устав, и тој идниот мандатар и идниот премиер. Значи, јас сметам дека се нацртуваат контурите на идна политичка соработка, тоа што ДУИ е политичка партија која после сите избори сака да биде дел од власта, па сега кокетира и со ВМРО-ДПМН и останува во коалицијски брак, условно кажано, со СДСМ, е ради желбите интересите на таа политичка партија која очигледно не знае да функционира во опозиција. Има многу тези од многу голем број на политички аналитичари, доколку ДУИ отиде во опозиција ради незиното клиентилистичко, па би рекол и корумпирано гласачко тело и незините структури, таа политичка партија би немала врзивно ткиво како би останала, бидејќи веќе нема ни идеологија. 17-18 години е постојано на власт и едноставно таа политичка партија се само одржува преку перманентно учество во власт и делење на тие бенефиции кои самата власт ги носи. Значи, вие се надевам јас дека ќе се случи во Македонија, без разлика дали ДУИ ќе биде условно кажано победник или би ги изгубил изборите во така наречениот етнички албански блок, се надевам дека во Македонија ќе се формира влада оној мандатар кој пред се ќе собере 61 подпис од пратеници и ќе го има парламентарното мнозинство и со тие 61 подпис пратенички ќе отиде кај претседателот на државата, ќе го побара мандатот и ќе формира влада, без разлика дали може да се случи па друг случај. ВМРО-ДПМН е да биде, да речем условно кажано, партија која би ги изгубила изборите, а Алијанса, односно обединетата албанска опозиција да има поголем број на пратеници од ДУИ, тогаш може условно кажано да се случи првата албанска партија, односно првата победничката албанска коалиција, па да формира влада со условно кажано губитникот во македонскиот политички блок. Повторно малцинска влада. Како што е сега, да. Како што е сега случајот. Но само сакам да надополнам, че ние мора да имаме предвиди еволуцијата на нашиот политички систем изминатите 30 години и визијата каде би одела државата во наредните, ако не повеќе, 20-30 години. Тоа што 90-тите години беше политичка реалност, сега е сменето. Така што, од каде знаеме ние за 20-30 години, какви се партии политички ќе има на политичка сцена и дали сите политички партии ќе бидат со етнички предзнак како што беа до сега. Имено мразот го скрши СДСМ на последните избори, така што они истапија веќе со кандидати за пратеници стана албанци од нивните листи, така што од сега натаму мислам дека нема да биде она цврсто и стрикно да се придржат партиите кон начелото победник со победник. Начелото победник со победник е легитимно, иако не е уставна категорија и никаде не е нормирано, меѓутоа е легитимно. Тоа значи дека и македонците и албанците како етнички заедници сакаат да бидат представени легитимно.
Значи, ниту македонците не сакаат да бидат представена од партија која што ги губи изборите, а успеала да ги собере гласовите, но може и тоа да се случи, како што се случи. Ниту албанците не сакаат да бидат представени од партија која што има еден пратеник, визави останатата партија која што добила 10. И од практични причини. И нашиот устав и закони кои што треба да се усвојат во собрание со двотретинско мнозинство, до сега го условуваше да навистина мора вие да направите победник со победник, бидејќи на сите тие закони вие ќе наидете на препрека, затоа што тие закони нема да поминат, немате бадентер. Сега како се менува, тоа е процесот, тоа е еволуцијата. Како се менува политичката сцена, еве на изминатите избори ВМРО победи, не успеа да направи влада СДСМ, не беше победник. Значи, ние и сега немаме победник со победник. Знаете така што и самото ДУИ кој што нормално не ја направи коалицијата, меѓутоа ние разбравме тогаш дека тоа се направи поради стратешкиот интерес, затоа што нашата интеграцијата тасна вагата со тие 10 пратеници, ДУИ можеше да бира дали ќе прави влада со СДСМ или со ВМРО ДПМН. ДУИ не беше, само извинете, ДУИ беше незаобиколен фактор после изборите 2016. Затоа што не можеше да се заобиколи. Па тоа сакам да кажам, без ДУИ не можеше да се направи. Сега малку е проблем толкувањето на легитимитетот, условно кажано, на една етничка заедница. ДУИ перманентно се повикува дека они како победничка политичка партија во етничкиот албански блок го носат легитимитетот кај етничките албанци да ги представуваат во македонската влада, но на последните избори ДУИ освои околу 87.000 гласови пред се од етнички албанци. Добро, на парламентарни избори се бројат пратениците, не гласовите. Да, ама видете, ДУИ имаше 10 пратеници, останатите етничко албански партии има плюс 10 пратеници, вкупно сите 10. Да, ама алијансата влезе со ДУИ во коалиција. Ако без разлика, ама тие три партии политички, кога ќе ги гледате гласовите разложено, има околу 124.000 гласови, значи околу 40.000 гласови има повеќе од ДУИ. Значи албански етнички гласови беа представени во други политички партии визави ДУИ. И ако ги спојат пратениците, ќе бидат победник и ќе ја представат албанската заедница. Немаме веќе време, Многу отидовме 20 на години нанапред и отидовме до изборите и ја составивме владата. Но едно не изанализиравме. Што до изборите? Имаме техничка влада, се согласивме дека не е функционална. Кои се задачите, кои се работи што треба таа техничка влада да ги направи, за да имаме фер избори? Прво, мора техничката влада да ја врати вербата во судството на граѓаните. Без враќањето на вербата во судството, ние немаме гаранција за демократски избори, затоа што ако некој знае дека нема да биде казнет, да купува гласови, да прави подкупи, да крши кутии, да уценува, да се заканува и дека нема да биде казнет, ние нема да имаме услови за демократски избори. Затоа треба владата, не апелот од Министерката за правда, дека треба да се смират работите и треба поинако да се гледа на судството, да се прифати како нешто кое што ќе го доведе судството во нормално функционирање. Треба да се искористи ова коалициона влада од двете партии да се создаде услови за да се врати вербата во судството. Тоа е едната работа. Втората работа е администрацијата. Ние имаме сега ситуација кога 4300 нови вработувања во администрацијата. Зашто ни се? Па нели и сегашниот министер за информатичко општество, кога беше во опозиција, тврдеше дека администрацијата е прегломазна, дека треба да се крати. До пред 2 месеца истиот министер тврдеше дека администрацијата треба да се намалува бројот на вработените. Од каде сега потребата на Македонија за нови 4300 административци? Освен ако тоа не се свати дека тоа е некој нов контингент на гласови за власта, 4300 нови вработувања носат 2 пратеника. Тоа треба подитно да се замрзни за да се овозможат добри услови за изборен настап, рамноправни услови. И третата работа што треба оваа влада да ја направи, да ги постави државните интереси. Двете партии се внатре, албанските партии се тука. Кои се нашите државни интереси? Бизнисот, стратегија против иселување, стратегија за младите, стратегија за развој на селата, за спортот, за сите тие работи. Без тие три работи, ние немаме услови за фер и демократски избори.
Да, добро, на нас... Само една реченица. Јас се слагам со ова што го кажа колегата, меѓутоа целта е преамбициозна, техничка влада за 100 дена тоа да го направи. Тоа е целта, тоа се цели на една влада, не на една техничка влада. Затоа што двете главни техничка влада треба да обезбеди минимум стандарди за фери демократски избори. Ова другото до сега требаше да се направи. Не од сега. Тоа е политичка влада, тоа е проблемот, зашто до сега не се овозможило ова. Но овие 100 дена се доволни затоа што сите партии главни се внатре во владата. Нас времето ни е веќе практично истечено, но еве сепак генералот не беше вклучен во последната дискусија. Ве молам само за еден краток блиц одговор, бидејќи навистина немаме веќе време. Пржинската влада е воведена 2016, сега да не се навраќаме зошто и како ги знаеме околностите. Продолжува сега, нели, по закон, но многумина вела дека 2016 биле посебни околности, да не се враќаме, вела дека дали треба во нормални, условно кажано, околности, цело време ние сега да имаме така пржинска влада, дали треба да се вратиме на нормално функционирање како пред тоа? Кој ќе дојдете во ситуација да мора нешто да правите што е надвор од некои демократски процеси, така тоа значи до кај сте дошле. И нормално е ние тоа треба да го надминеме што е можно побрзо, нели, да такви работи нема. Дали таа пржинска се вика затоа што пржиме подпишано, може да се вика и не е битно, и Ѓорче Петровска, и не е битно каде. Има една ваква работа. Демократизацијата на едно општество е право пропорционална со степенот на незината децентрализираност. Значи, ние имаме, знаете, во демократско општество не можете да делувате централистички. По дефиниција, што е демократско, значи, мора да делувате и на демократски начин. Ние имаме сега бастиони одредени, кои применуваат, нели, одредена моќ од дозгора надоле, а во демократијата треба да се владее од доздола нагоре. Значи, ние имаме многу низок степен на децентрализираност на нашите институции. Значи, се зависи од министер, од не знам кој... Министерот, ако не подпишел, ништо не може во функција да се стави. Еве, една недела не е министерот одсутен негде, нели, од држава, сите работи стојат, сега ќе очекаме министерот да подпише. Значи, така нема напред, нема функција. И уште една работа. Не сакам да влегувам вака во овие комбинаторики. Само една работа сакам да кажам. Сите политичари кои се борат за власт викаат дека е многу тешко да бидеш политичар. Па има еден парадокс тука. Ние сме полни со парадокси и апсурди. Па ако е нешто многу тешко, зашто сакаш тоа да го? Значи, видите, кога ќе сватат нашите политеви и утре секој што сака да биде политичар и да биде на одредена функција политичка и така натаму, мора да свати дека е тоа мака и тоа е заложба за државата и за својот народ. И сега се нафаќа на таа тежина заради тоа, а не ради тоа да правиме разноразни комбинаторики и така. Изградбата на институциите, на општеството треба да е центарот на вниманието на било која власт. А кој со кого, како што ќе направи коалиција, дај Боже кој со кого, сакаме ќе направи, ама нека се направи едно убаво институционализирано општество кое ќе функционира по автоматизм. Добро, господа, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте една анализа со малку продолжено време поради сите актуелни настани. Ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира. Останете со програмата на Телевизија 24.